На денешен ден во 1812 година, околу 25.000 војници од разбиената армија на францускиот цар Наполеон I загинале на замрзнатата река Березина, под огнот на руската артилерија и нападите на козаците. По овој пораз, Наполеон побегнал со мала придружба кон Париз, ветувајќи дека ќе создаде нова армија од 300.000 луѓе, но токму Березина го означила почетокот на крајот на неговата империја. На овој датум во 1833 година во Санкт Петербург е роден рускиот композитор Александар Порфириевич Бородин, припадник на групата на Петтемина. Под влијание на рускиот фолклор создавал симфонии, квартети и опери, а неговото ремек дело Кнез Игор го довршиле Римски-Корсаков и Глазунов по неговата смрт во 1887 година. На овој датум во 1910 година во Солун е роден Димо Тодоровски, академик, професор и вајар кој ја поставил основата на македонската скулптура. Тој е автор на бројни споменици и дела како Јама, Тутуноберачка и Гроздоберка, а своето творештво го втемелил меѓу двете светски војни. На денешен ден во 1912 година шпанскиот премиер Хозе Каналехас бил убиен од анархист, кој потоа извршил самоубиство. Истата година спасувачки екипи ги пронашле телата на британскиот поларен истражувач Роберт Скот и неговите придружници, кои загинале при враќањето од Јужниот пол. На овој датум во 1918 година е прогласена Првата Австријска република, ден по капитулацијата на Германија и абдикацијата на царот Карл I, последниот владетел од династијата Хабсбург. На денешен ден во 1919 година пилотите Рос и Кейт Смит полетале од Лондон кон Австралија и први го завршиле овој историски лет, слетувајќи во Дарвин во декември истата година. На овој датум во 1927 година Лав Троцки бил исклучен од болшевичката партија по обвинение за борба за власт по смртта на Ленин. Сталин станал апсолутен лидер на Советскиот сојуз, а Троцки подоцна бил протеран и убиен во Мексико во 1940 година. На денешен ден во 1929 година во Филаделфија е родена Грейс Кели, американска актерка и идната принцеза од Монако. Таа блескаше во филмовите на Алфред Хичкок, а потоа го напушти филмот за да стане дел од европската аристократија. На овој датум во 1933 година Хитлеровата национал-социјалистичка партија го презела целосното мнозинство во парламентот и ја вовела најмрачната идеологија на 20 век – нацизмот, која повлекол Европа во Втората светска војна. На овој датум во 1961 година е родена романската гимнастичарка Надја Команечи, првата што на Олимписките игри добила совршена оценка 10.